Здраво, вие слушате Радио Канал 103. Ова е четвртото издание на емисијата ТВ 103, кое што е специализирана емисија на ова радио, наменета за анализа и пред се промовирање на квалитетните ТВ серии кои што се појавуваат во изминатите неколку месеци. Денес ќе ви говорам за една исклучителна научно-фантастична серија која ги разработува проблемите на квантната механика и принципите на слободната волја, се разбира наспроти законите на детерминизмот. Насред е филозофската дебата за оддалечување од каузалниот след, се наоѓаат халуцинаторни димензии на губитокот на најблиските, од кои патат скршени ликови во серијата Devs, која е атмосферична, загадочна, медитативна, која бара трпелив гледач, кој има желба пред се за истражување на овие недопрени светови за гладното човечко око, за нови искуства пред се. На почетокот на емисијата слушнавме три композиции, односно Basket Case, Welcome to Paradise и When I Come Around, кои што се наоѓаат на култното стварување на Green Day Dookie од 1994 година, албум издаден за Reprise Records, трет нивен долгосвиречки албум по Kerplunk и пред да го издадат Insomniac. Били Джо Армстронг и дружината создадо албум кој на површина ја вади анксиозноста и досадата, распаднатите семејства и врски, албум кој им ја донесе мејнстрим славата и дело кое многумина од 90-тите ги индоктринираше во слушањето и во продлабочувањето на културата која што е врзана со панк естетиката, така што овој бенд кој што доаѓа од East Bay од Калифорнија, формен 1987, го вадат ова ремек дело во 1994 година. Од Дуки во продолжение ќе слушнеме уште една композиција, Long View ќе слушнеме, потоа традиционално ќе слушнеме една тема од Rage Against the Machine, баш поради тоа што се повеќе од потребни да ни објаснат како треба да функционира светот, а не како функционира. И потоа ќе слушнеме најавата за ТВ серијата Devs, во која што ќе ви говорам во четвртото издание на ТВ 103, доколку сте љубители на научната фантастика и не се плашите да погледнете што се случува за заклучените врати на Devs, тогаш вие сте на вистинската фреквенција, која што понира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен свет, кој го содржи севкупното човечко искуство, нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето со помош на своите продорни сознанија. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени, затоа што започнува програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата ТВ 103 со низиното четврто издание, кое што е посветено на ТВ серијата Devs, која што е научно-фантастичен мини серијал, продуциран за FX на Hulu, на која што беше поставена на стриминг платформата на Hulu, прикажана во Велика Британија на BBC 2. Создадена е од денешниот жанровски виртуоз Алекс Гарланд, кој е сценаристот на The Beach, 28 Days Later и Sunshine на Дени Бойл. Го напише сценариото за Дред, меѓутоа својот печат во филмската историја го стави со неговите одлично режирани филмови Ex Machina и Annihilation. Го напише и сценариото на предстојната адаптација на видеоиграта Halo, затоа што Гарланд е геймер и поборник за подигнување на највисоко можно ниво на научната фантастика, така што во идни на неговото име ќе биде синоним и ќе биде бројувано во великаните на филмската уметност. Не е ова само wishful thinking, што викаат американците, туку тоа го има демонстрирано, Гарланд го има демонстрирано своето место со квалитетните остварувања кои ги има зад себе. А ТВ серијата започна со емитување на 5 март и се емитуваше до 16 април 2020 година, односно се емитуваше недела за недела со дуплирање на неколку епизоди за да се забрза темпото.
Сезоната брои 8 епизоди со време трајање кое варира помеѓу 43 минути и 57 минути во зависност од обемот на содржината која ја опфаќа епизодата, што па говори за неизината органска природа, сублимирајќи 6 часа и 50 минути со севкупно време трајање кои ви се потребни за комплетно гледање на оваа серија. Јас сум непокорен противник на емитувањето на серии недела за недела, посебно на тие кои што содржат голема мистерија, која не нуди простор да се развлече од овој термин, овој единствен термин од недела за недела, затоа што не знам колку е возможно да се задржи вниманието на гледачот на тој начин, бидејќи не е единствена серија за гледање, посебно не во пролетниот период, иако би преферирал да биде сервирана одеднаш, наместо да го доведува во прашање мојот постојан интерес. Кратко беше пролонгирањето, затоа што содржи 8 епизоди, чие што гледање не беше измачување, туку медитативно задоволство, барем за мене. Во серијата станува збор за вработените во компјутерската фирма Amaya, ситуирана насреде шума, која што е реферирана во Annihilation, кога војничките ќе ги најдат незините руини во зоната. Меѓутоа, во серијата е комплетно функционална истражувачката корпорација која си поигрува со механизмите на квантната механика во својот таен оддел именуван Devs, составен од девелопери кои фрлаат поглед во забранетото знаење. Серијата ја носи софтвер инженерката Лили, глумена од Соноја Мизуно, која започнува да го истражува однесувањето на овој притаен оддел од фирмата, кој смета дека е инволвиран во исчезнувањето на нејзиниот дечко, кој исто како неа е вработен во фирмата. На чело на Амаја се наоѓа харизматичниот и енигматичен филантроп Форест, кој е глумен од одличниот и прилично забравен Хермит Ник Оферман, кој ги потегнува сите конци на учесниците во ова предодредено действие. Имено на почетокот да ги погледнеме големите тематски целини кои се доминантна преокупација на оваа ТВ серија, која низ призмата на Силиконската долина има намера да ги предизвика научните достигнувања на полето на квантната механика, односно разработувајќи ги незините бинарни проблеми преку слободната волја наспроти детерминизмот и постоењето на паралелните универзуми. Односно, во серијата се шпекулира и теоретизира условување на слободоумното действување во предетерминиран свет, во кој секоја случајност може да се објасни со каузалниот след на причинско-последичната врска, а ако аксиоматски се поима овој комплекс, тогаш компанијата Amaya е на прагот да открие уред со кој ќе може да погледнеме во предодреденото минато и иднина и да произведе зачудувачки слики и звук од историјата која се случила или па допрва ќе се одвива. За детерминизмот иднината е фиксна и веќе се има случајно, па затоа може да се погледне снимка од неа, барем според серијата. Тоа е наопасна идеја, која знае да биде примамлива за секој научник, кој може да се навлече на прекршувањето на природните закони, кои уште од Франкенштейн во романтичарската литература ни демонстрира дека во научната фантастика следува казна за ова амбициозно и невнимателно однесување и примена на ова заводлива идеја да се стапне таму кај што никој човек претходно не бил. Значи, дали станува збор за Херберт Вест и неговиот реаниматор, дали станува збор за Мери Шели, научниците го губат моралниот компас, опиени од новостекнатата моќ, каква што е и таа на доктор Франкенштейн, како што напоменав. Искористена е и квантната теорија за прикажување на
иста квантна честичка на две различни места, именување на честичката со помош на погледот, односно обсервацијата. Ова теориска проблематика Гарланд одлично ја решава со мултиплицираниот лик во истиот кадар, кој донесува неколку различни одлуки, кои го водат до одредена конклузија, граничејќи го влијанието на слободната волја и детерминизмот, како што веќе напоминав, случајноста и коинциденцијата комплетно се анулираат, затоа што секоја одлука може да се објасни благодарение на овај каузален след. Научната фантастика е потхранета со елементи на трилер жанрот и мелодрамата, ситуирајќи ликови со трагични животни саги кои се вплеткани во овој нанис на судбини кои зависат една од друга. Ова е медитативна, атмосферична, халуцинаторна серија за длабочината на болката која ја предизвикува губитокот на најмилите и функционирањето без нив во животот. Делувањето и поставеноста на Амаја е склоно на однесување на своевиден култ насреде шумата, баш поради изгледот на неговиот лидер и загаточното и енигматично работење на Девс, но тоа е една од неколкуте жанровски тропи со кои Гарланд вешто си манипулира. Една од жанровските конвенции со кои започнува серијата е самиот cold opening, односно налик Психо и Скрим, Гарланд на грбот на рускиот програмер Сергеј го става почетокот на серијата, затоа што низ неговата призма го следиме одењето на работа и потребата да изврши индустријска шпионажа, снимајќи го испишаниот код на неговиот часовник, за што ќе биде линчуван од страна на самата фирма. На тој начин Гарланд го прелажува гледачот дека ќе биде серијата фокусирана околу Сергеј, па наместо тоа ние го следиме обидот на неговата девојка Лили да открие што се крие зад затворените врати на фирмата. А разузнавачките служби на Русија се инволвирани во дознавање на работењето на Маја, кои исто како и NSA се заинтересирани да дознаат какви ќе бидат нејзините научни достигнувања за да може да ги искористат за воени напади. Преку уредот на кој што работат програмерите кои пристигнуваат со помош на левитирачка светлечка коцка, иницијално можеме да фрлиме поглед во проекција на бел шум во која се крие распетието на Исус, пештерски цртежи и сексуален однос помеѓу Артур Милер и Мерлин Монро, односно да послужи како историски флешбек кој непречено ќе овозможи гледање во интимата на славните личности преку уред кој, ако заврши во погрешните раце, може да биде доста деструктивен, но секоја нова технологија најпрвин мора да се примени на рамништето на порнографијата, баш поради тоа е и односот со Милер и Монро. Серијата има една прекрасна социокритика, дека преку социјалните медиуми се уништува спокојот на луѓето, така например Facebook ја уништува демократијата, Instagram предизвикува луѓето да се чувствуваат лошо со себе си, а Twitter ги пламна и ги извади на површина, пред се ја извади омразата помеѓу луѓето. Се прави една паралела помеѓу сликите нацртани во ѕидовите на пештерите и 5000 години кои поминале без да настане промена на нив, наспроти денешното постојано, рапидно менување на светот во секоја минута која што истекува. Серијата во своето средиште содржи една флешбек епизода, каде се пополнуваат празнините од минатото на ликовите и по неја следува една батл епизода во која се соочени Лили и поранешниот дечко Џејми со проекцијата од иднината која ја погледнале Форест и Кейти, односно Кейти е одговорна за системот Девс, која што и објаснува на Лили што судбината пред се од неја очекува да направи во иднина. Кога веќе се наметнува беглиот детерминизам, секако дека негов опонент ќе биде желбата за стапнување надвор од оковите на каузалниот след, како што тоа беше
проминентно налик Final Destination, односно филмскиот серијал, каде што ликовите ќе се обидат да ја избегнат или заобиколат предодредената иднина со нивните одлуки во дадената ситуација. Смртта беше убиецот кој што се избегнуваше во Final Destination. Меѓутоа, баш поради мешањето на нивниот разум во равенката, тие завршуваат правејќи го токму тоа што е предвидено за нив, наместо да отстапат од предодредените чинодействија, обидувајќи се пред се да го избегнат пророштвото, меѓутоа на крајот на денот заглавувајќи во извршување на истото. Така што, за да дознаете како ќе се обидат овие ликови во Девс да се справат со проблемите на детерминизмот и излегувањето од магичниот круг, тогаш ќе треба да останете до крајот на емисијата за да дознаете што точно се случува со овие ликови во зададената ситуација. Тука ќе направиме една кратка музичка пауза, односно во продолжение ќе се фокусираме на едно одлично албумско остварување, со оглед на тоа што во TV103 слушаме музика од 90-тите, така е секоја емисија, така ќе биде и ова емисија. Фокусот во наредниот музички сегмент ќе биде поставен на култниот бенд Deftones, кој во 1997 година го издава албумот Around the Fur, вториот нивен долгосвиречки албум по прекрасниот Адреналин од 1995 година, издавач на албумот е Maverick Records. My Own Summer, Shove It, беше еден од првите метал спотови кои ги погледнав на германските ТВ топ листи и ми е ден денес еден од најомилената песна од Deftones. Terry Date го продуцира овој албум. На Head Up, композицијата од Around the Fur, гостува Макс Кавалера, кој што заедно со Чино Морено, Стивен Карпентер и останатите членови на бендот се имаат според мене надминато себе си на овој албум. Од една страна со емоционалните слики кои што се исцртани со срцепарателниот глас на Чино до рифаджиските засеци кои што ги предизвикува Карпентер, кој што се во една одлична симбиоза. Бендот ни доаѓа од Сакраменто, од Калифорнија, оформени се 1988 година, важат како алтернативен метал бенд, некои ги сметаат за прото-ню метал бенд, меѓутоа кој како милува, така нека си ги декларира и нека ги класифицира Deftones, тие не сакаат да бидат ставени во некоја кутија како и сите други бендови. Меѓутоа, за да ја докажеме нивната моќна, односно нивната музичка супериорност, ќе ги слушнеме My Own Summer, Shove It, Mascara, Around the Fur, Rickets и Be Quiet and Drive Far Away. Вие слушате Радио Канал 103, ова е четвртата епизода на ТВ 103, специализирана емисија за ТВ серии, во кој што на денешниот репертуар е ТВ серијата Devs, во кој што во овој сегмент емисијата сакам да ви говорам за ликовите и актерките и актерите кои што ги глумат. Може да започнеме со женскиот табор, каде што предводник е Соноја Мизуно, односно актерката која што постојано соработува со режисерот Алекс Гарланд во неговите филмови. Потоа таа глуми во La La Land, во The Domestics и Crazy Rich Asians, како и во ТВ серијата Maniac. Во Devs ја глуми Лили Чен, која што е софтвер инженерка во Амаја, која што започнува истрага за случувањата во незината фирма, откако ќе биде убиен незиниот дечко Сергеј. За неа од флешбек епизодата и изјавите на психијатар знаеме дека е самотна девојка која немала големо разбирање од страна на најблиските, станува клучен лик во серијата, со која се поистоветува гледачот и преку нејзиното истражување го дознаваме делувањето на одделот Devs. Со измачувањето на Лили во текот на серијата, анулирајќи ги најблиските нејзини, се создава од неа монструм, одмазник под присилба, кој ќе е предодреден да го сопре нивното непресметливо однесување на вработените во Devs,
односно во Амаја, пред да настрада уште еден невин живот. Алисон Пил, актерката која што глуми во Star Trek Picard, во Vice, во American Horror Story, во The Newsroom, во филмската верзија на Snowpiercer, во Midnight in Paris и уште неколку филмови на Woody Allen, исто така таа глуми и во Scott Pilgrim vs. The World. Во ТВ серијата Devs таа е Кейти, која што ја глуми главната и одговорна дизајнерка на системот Devs, која е ладнокрвна десна рака на Форест, односно неговата партнерка која го наследува неговиот руиниран живот, но исто така фрла поглед во туѓите животи со помош на нејзиниот систем, како првокласна воајерка. Меѓутоа, таа е подготвена да ја сподели вистината, односно тајната на самата серија на Лили и често ми ја напоменува клучната цел на детерминизмот, односно преодреденоста на фиксната иднина на ликовите во кои што има диалошки односи. Кейли Спини, актерка која глуми во Vice, во Bedtime Set, El Royale и престојната адаптација на The Craft. Таа го глуми Линдон во серијата, кој што е програмер, членот од тимот на Devs, специализиран за звучните бранови. Интригантно е тоа што ликот е машки, а го глуми актерка. Тој лик ќе биде заведен од моќта на системот Devs и пред се ќе биде избркан од фирмата, кој, иако ќе добие оштета од $10 милиони и NDA со никого да не разговара за тоа што се случува зад затворените врати, нема да може да одолее на семоќност на Devs и да се откаже од неговата обсесија која што има со овој оперативен систем. Од страна на машкиот табор, Ник Оферман е актерот кој што го знаеме од Parks and Recreation, од Lucy in the Sky, Good Omens, Bedtime Set, El Royale, Nostalgia, Comrade Detective ТВ серијата, The Founder, серијата Fargo, Night of Cubs на Теренс Малик, Me and Earl and the Dying Girl, The Kings of Summer, In a World, 21 Jump Street, 24 и многу други, познате по неговиот комичен перформанс, што не е случајот и тука, заради тоа што во Devs го глуми Форест, кој што е CEO на Маја. Тој има преживеано голем губиток во животот, затоа што пред неговите очи се одвивала сообраќајната несреќа во која што починува сопругата и неговата ќерка, со неговата нескротлива брада, наликува на Хермит, кој е филантроп, кој не е заинтересиран да гледа да ги гледа пред се интимните моменти на славните личности со помош на системот Devs, туку тој уредот го користи исклучиво за гледање на неговата сега веќе почината ќерка, не дозволувајќи да се гледа на други канали на овој телевизор на космосот, која проектира историјата. Тој не е гений, иако како таков го третираат, тоа е мнението за него, иако е само харизматичен филантроп, а не е визионер. Форест на одмазничката и посочува дека ништо и нема одземено, животот е краток според него и предодреден и ќе остане од животот само збир на подвижни слики на некоја проекција. Третманот на губитокот од страна на Форест во диалог со Лили е прикажан од една страна како помирување со реалноста за губитокот на саканите, но од друга страна и како еден сосем апсурден и нереален чин за кој не гледа логично објаснување. И тука Гарланд ја посочува халуцинаторната димензија на губитокот, доктрина со која што не знам баш дали ме убеди до крај, меѓутоа сепак е постојачка заради тоа што се трансцендентира губитокот, барем се обидува до некоја инстанца да се трансцендентира со самиот губиток како едно подлабинско поимање на беззначајноста на постоењето пред се. Джин Ха, односно актерот кој што глуми во Love Life и во Hot Air, го глуми Джейми во серијата, кој е специјалист за сайбер безбедност, односно backend developer, поранешен дечко на Лили, кој уште ја сака и подготвен е да направи се само за да биде со неја и таа да биде среќна.
започнувајќи од хакирање на мобилниот на незиниот починат дечко до гледање на украдени снимки од Амаја и соочување со шефот на безбедноста на фирмата. Зек Гриниер, познат по улогите во The Good Fight и The Good Wife, во ремейкот на Робокоп, во Зодиак на Финчер, глумеше во Пулс, во 24, во култниот Fight Club исто така на глумеше Зек Гриниер и во Working Girl. Така што во ТВ серијата го глуми Кентон, шефот на обезбедување на Амаја, кој по секоја цена се труди да ги заштити тајните на фирмата и ги анулира сите кои ќе се обидат да се доближат до нив со насилни мерки кои можеби не се секогаш пригодни за неговиот предпоставен Форест, но неговите методи вродуваат пред се со плод. Тој е поранешен генерал во армија, кога ќе се соочи со неговиот колега кој е шеф на обезбедување на министерката за одбрана. Разговараат дека на едниот му фали акцијата од военото поле, како дискусија помеѓу двајца ветерани, а другиот само сака да си ја заврши работата за која знае дека ќе треба да ги изволка рацете со крвта на убиените руски шпиони. Стивен Маккинли Хендерсон, актерот кој што ќе го погледнеме во престојниот Дюн, исто така глуми во Wu-Tang and American Saga ТВ серијата, во Native Son глуми во Lady Bird, во Fences на Дензел Вашингтон, во Manchester by the Sea, глуми во Lincoln, глуми во The Newsroom ТВ серијата и во Extremely Loud and Incredibly Close, како и во Tower Heist. Во ТВ серијата Devs тој го глуми Стюарт, член на тимот на Devs во Амаја. Тој го глуми програмерот сениор кој има големо животно искуство и ужива во погодностите кои што ги нуди оперативниот систем, максимално ги искористува. Тој соработува со колегата Линдон, со кој доаѓа во една прекрасна конфронтациона, диалошка сцена, која ми е една од најомилените во серијата. Таа го одразува генерацијскиот судир, гапот кој што го има со тинејџерот, кој според Стюарт има прочитано неколку наслови и статии на интернет и преку ноќ станал дел од сезнаниот woke тренд на хипстери, иако нема никакво поимање од музика, никакво поимање од историја, ниту од култура, иако искусниот старец од Линдон, па од друга страна е третиран како човек кој само зборува и ништо не кажува, односно шири топол и празен воздух, ќе го запраша Линдон дали некојаш преслушал нешто од Колтрейн и кога детето знае, нема да знае за што зборува воопшто Стюарт, едноставно Стюарт ќе му се заврати, ќе му речеш молчен. нема за што повеќе да разговараме за тоа што не се ни разбираш од музика, зашто ќе биде потполно право, бидејќи синтетичките генерации на денешницата ниту го знаат значењето на квалитетната музика од минатиот век, ниту пак го почитуваат, кога имаат готови битови и неспособни пејачи на аутотюн, па и музичари да заземат инструмент во нивните раце, кои што ја создаваат нивната музика. Меѓутоа, битно јако име. Карл Глусман е актер кој што има импресивни улоги, пред се глумејќи во Лукса Етерна, во Wounds, во ТВ серијата Gypsy, во Nocturnal Animals, во прекрасниот Neon Demon на Refn, во одличните Love, во Embers, во Ретер, кого од оваа негова филмографија може да заклучиме дека очигледно го привлекува субверзивниот филм. Во ТВ серијата го глуми Сергеј Павлов, односно дечкото на Лили и нејзиниот колега од Амаја, програмер кој е индустријски шпион за руската разузнавачка единица, кој ќе биде уловен на дело како снима код на неговиот смартвоч и ќе биде убиен од страна на членовите на Амаја. Некои од ликовите го имаат погледнато филмот, така што со тоа постоечко знаење на текот на дејствието, насловот Дев се доближува до латинскиот Деус, односно до сезнајната, односно семоќните инстанции кои што ги имаат божествата, па во таа ситуација тоа В
и ја постигнува улогата на латинското у, што е уште едно поигрување од страна на Алекс Гарланд со значењето на овој оддел од Амаја. Тука може да направиме една кратка музичка пауза, во продолжение ќе слушнеме неколку композиции од страна на Дейвид Бови, кои што се наоѓаат на неговото одлично албумско остварување Outside од 1995 година, 19-ти негов долгосвиречки албум, издаден во соработка со Arista Records, BMG, односно RCA Records, кои што се дистрибутери во Европа, и Virgin Records за САД. Рок-н-рол камелеонот е препознаен по сознавањето на стејдж персони со засебен наратив на сите негови албуми, а на ова дело можеме да забележиме ликови во дистопискиот свет на таа 1999 предстојна година, кога владата има своје истражувачко биро за криминалот кој се одвива во уметничкиот свет, затоа што почнуваат да се распарчуваат тела и да се извршуваат убиства, кои што се нова мода во уметничкото подземје, па затоа е најмен Нейтан Адлер да одлучи што е уметност, а што шунд, и неговиот механички звук ефидентен ќе биде на албумот, односно футуристичкиот пристап во ремиксот на Pet Shop Boys на Hello Space Boy. Самиот Дейвид Бови соработува повторно со Брайан Ино по славните и успешни соработки кои што ги има во минатото. Пациентите заедно ги истражуваат пациенти на менталната болница со преамбула да ја создадат Time Deranged, која што е составен дел на филмското ремек дело на Дейвид Линч насловено Lost Highway. Буквално композицијата не може да најде подобро и посоодветно место во кој да е друг филм отколку тоа што го има со изгубениот автопат, на кој што е монтирана оваа песна. Едноставно Outside е еден прекрасен албум кој што е футуристичко, дистописко видување на иднината од страна на Дейвид Бови. Во продолжение ќе слушнеме спомната Time Deranged, потоа следува насловната тема Outside, спомнатата исто така Hello Space Boy, и ќе завршиме со преслушувањето со помош на No Control. На крајот на емисијата ќе се фокусирам на одредени спецификации кои што ги поседува ТВ серијата Devs, така што ова е само загревање за сето тоа што престои во анализата до крајот. Уживајте. Вие слушате Радио Каон 103, ова е четвртото издание на емисијата ТВ 103, која што е специализирана за анализа и пред се доближување на квалитетните ТВ серии до слушателите на радиото. Во текот на емисијата ви говорам за ТВ серијата Devs, односно за самиот крај. Сакам да посочам неколку спецификации кои што ја прават да биде тоа што е. Имено самата најава која што има серијата е кратка и делува како транзициона сцена понекогаш во серијата со хелиоцентричните кругови околу насловот. За жал нема некоја кој знае колку евокативна најава, туку се игра на картата на мистичноста која што е составен дел и од самата содржина. Во поглед на режисерите кои што ја работат имаме само еден, односно Алекс Гарланд. Како што веќе ви напоменав, тој е авторот на сценаријата на The Beach, 28 Days Later, Sunshine на Дени Бойл, го напише и Дред, меѓутоа својот печат го во филмската индустрија, како што веќе напоменав, го остави со неговите режисерски остварувања Ex Machina и Annihilation, кој подобар. Тоа што тој ја има комплетната контрола говори дека авторскиот подпис ќе биде некомпромитиран, односно ќе остане безкомпромисен. Тој намерно не дозволил да има пилот во серијата во која ќе може да се заменат ликовите, со тоа што снимањата ги одвивал без сториворд, туку одел на локација и во текот на денот со помош на диалогот кој што е напишан и пред се со насочувачот на светлото на кинематограферот одлучувале каде да се постави блокингот во сцената, каде да се постават самите актери, задржувајќи го органскиот тек на снимањето кој има контрола врз целосниот изглед на самата серија. Во поглед на музиката,
Джеф Бероу, The Insects и Бен Селесбури ја работат оваа хипнотична музика, постигната со заумни хорови, не баре се избегани од Суспирија, со оркестрации за виолини кои на моменти зујат, за да ја подградат атмосферата, а некогаш се нападни и наметливи, борејќи се за внимание. Тие ја компонираат музиката на филмовите на Гарланд и веќе знаат дека тој ќе бара од нив очудувачка атмосферичност, да се постигне со помош на музиката која треба да ја одржи сугестивната енигма во живот преку нотите, да биде авангардна, како да не доаѓа од овој свет, што оваа екипа го постигнува. Од недиегетската музика искористени се неколку симпатични рок-н-рол класици 80-тите кои носат доза на носталгичност во серијата. Во поглед на самата сценографија, джиновските статуи на девојчињата кои ја надвиснуваат шумата, во кои дрвата имаат ореоли под крошните, летачките коцки со патувањето на луѓето во системот Девс, се неколку од екстравагантните сценографски решенија кои што се применети во страна на продукцијскиот дизајн, додека пак ентериерите на домовите не оскокнуваат од тие на екс махина, односно се модерни, минималистички со пригушено светло. Во поглед на фотографијата и кадрирањето задолжен е постојаниот соработник на Гарланд, Роб Харди, кој многу добро знае како да ги наслика SF световите на Гарланд, користејќи го пригушеното светло во домовите како позадина за кадрирање на изгубените ликови насреде просторот, ефективно демонстрирано со спонтанното поигрување со план и контраплан при кадрирањето на сцената во која Кейти и Лили си го објаснуваат пред се значењето на Девс и детерминизмот. Боите секако дека се интензивирани во срцевината на Маја и се пригушени во домовите, што е конкретно SF пределот на Девс. Поглед на монтажата, Джейк Робертс, монтажерот на Outlaw King, Citadel и Perfect Sense, од него се бара конкретно да создаде ужасно спорадично темпо, значи да остави простор сцените и ликовите во нив да дишат, действието да се крчка, да се одвива успорено и постепено да се откриваат слоеви на енигматичноста, во што сметам дека успеал. Поглед на костимографијата, таа е соодветствува на денешницата, тековна и не е ништо не се издвојува, сосема е соодветна за самите ликови, кои што немаат оддела кога одат на работа. Во поглед на надприродното, култистичкиот изглед на институцијата, пред се филозофското разглобување на детерминизмот, како и изгледот на Девс, може да се земе да се земе предвид, но гледањето на минатото и днината, влегувајќи во истото, се пред се надприродните агенции на делото. Има очудувачки квалитети, меѓутоа благодарение на овие агенции тоа како се навлегува во надприродноста. Во поглед на хуморот има суптилни интервенции помеѓу шефовите на обезбедување, како на пример или па подочувањето за музиката од страна на Стюарт, на неговиот колега, меѓутоа исто така и во коментарите на Форест, кои што знаат да бидат зајадливи и цинични, но ретки се овие мигови, со оглед на тоа што други елементи преовладуваат во серијата. Во поглед на самите ефекти, искористена е огромна доза на визуелни ефекти, не само во лажниот искликан пожар, туку и во кликаните джиновски кукли, неонските ореоли на дрвата, внатрешноста пред се во просториите на Девс, како што веќе напоменав. Има специјални ефекти кои се употребени при убиствата, но тоа според мене не е доволно. Во поглед на стилизираниот јазик, иако не доминира никаде сленгот, туку литературниот говор, ликовите имаат соодветен нагласок во поглед на нивното доаѓање, односно нивното потекло, а Бездомникот мислам дека има најголем број на овие контракултурни сленгови од 70-тите кои што се задржани, кој што само по себе си има своја намена и примена, зашто е тоа така. Во поглед на недостатоците, најочигледниот е дека Гарланд нема досега снимено серија во неговиот живот и тоа значи дека првпат се соочил со создавање на 7-часовна приказна со мноштво на арки, за која сметам дека
на средина го губи здивот и станува несодржајно, односно некалорично е градењето на минатото на ликовите и недостасува уште еден бран на неговата инвентивност за да го задржи вниманието на гледачите, кое веќе го тестира со неговиот успорен ритам, кој неколку мина верувам дека можеби и ги има заспано. Гарланд го бара будниот гледач, кој е љубопитен и трпелив и се надевам дека ќе го најде во денешницата во која што ги гледаме сериите. Во поглед на континуитетот на самите епизоди, со оглед на малиот број на епизоди го задржува континуитетот, освен во флешбек епизодата каде дополнително се паузира действието и се пополнува со филери. Најголемиот предизвик е задржувањето на вниманието на гледачот со овој успорен пулс кој што го има серијата. Во поглед на интертекстуалноста и интермедијално пред се има поврзување со прикажувањето на историјата преку снимките на Девс и секако реферирањето на Колтрейн. Во поглед на атмосферата, гледливоста и убедителноста, како што напоменав, серијата има атмосферичност, постигната со медитативниот тон, халуцинаторните доживувања на губитокот и пред се спорото обелоденување на мистеријата, а гледливоста е завидна поради постоењето на неизвестноста и енигмата, односно убедителноста на есевчинителите е на ниво, затоа што содржи готови дефиниции за кои се дебатира и филозофира во серијата. Во поглед на епилогот, наводно е непредодреден, во кој ликовите го менуваат стадиумот на своето постоење, благодарение на исчекорувањето надвор од каузалниот след, што ги затвора во една матрица која за некого може да биде рај, а за друг вештачки пекол. Соодветен е крајот, но јас бев разочаран повеќе од епизодите кои предходеа на крајот, кои само го истакна утврдениот детерминизам на постоењето и ништо повеќе од тоа. Во поглед на самата евалуација од мене има 9 од 10 затоа што бев на погребот на научната фантастика заедно со Асимов, Дик и Бредбери и беше очајно да се гледа како нивните дела се репродуцираат без нова интеракција и автентичен подпис. Жил Верн не можеше да присуствува, беше многу мили под морето и доаѓа Алекс Гарланд и кажува дека ги научил сите лекции од великаните и решава да создаде своји светови кои, иако се подпираат на тропите на научно-фантастичниот декор, во внатрешноста содржат ликови кои се наоѓаат на животни крстопати, соочувајќи се со габаритни предизвици на постоењето, што е неговото уникатно приложување на делата, кои и тоа како се создадени на едно високо ниво е на рамништето, барем на визуелната естетика која што ја користи, е перфекционист како што тоа бил и самиот Кјубрик, меѓутоа треба да оставиме на историјата да докаже дали ќе може да ги исполни овие големи чевли кои што ги веќе ги потенцира во ова емисија, меѓутоа имам многу доверба во тоа што го прави Гарланд, заради тоа што ми има докажано со Екс Махина, со Annihilation и конкретно со Девс, дека човекот знае каде и како да ја постави камерата и знае како да прераскаже приказна. Во поглед на продолжението, Гарланд изјави дека му се допаднала работата на ТВ серија и би сакал пак да работи на некоја, така што се сомневам дека повторно ќе се врати да ги продолжува животите на ликовите во Девс, затоа што веќе има еден детерминиран крај и знаеме што ќе се случи со Девс ако ја читаме Annihilation како што треба. Меѓутоа, неговата желба да снима филмови низ призмата на тоа негово геймарско искуство, во кое ликот влегува во еден зачудувачки свет, сметам дека често ќе го гледаме од неговата страна од иднината, која што ни предстои. Ако е детерминирана, се надевам дека ќе погледнеме уште многу филмови на Алекс Гарланд, па и некои си други итерации на ТВ серии за кои што тој е желен и волен да ги сними, а на нас ни ја остави Девс, односно ни ја остави ова одлична научно-фантастична серија која што продира во принципите на детерминизмот и говори до
потребата и желбата пред се на луѓето да ја поседуваат слободната волја, а не самата илузија за слободната волја, да се изборат за неа, со тоа што ќе излезат надвор од тој магичен круг на детерминизмот и преодреденоста во кој што се затворени. Така што доколку сте љубители на научната фантастика и пред се сакате да погледнете прекрасно реализирана и визуелно сосредоточена серија, тогаш моја препорака е да ја погледнете Devs. На крајот на емисијата ќе слушнеме неколку композиции кои што се создадени од страна на The Insects, на Бен Салисбури и пред се неговиот соработник Джеф Бороу, односно тоа се авторите кои што ја прават музиката за Devs. Вие го слушавте четвртото издание на емисијата ТВ103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ги анализиравме погодностите и недостатоците на Devs. ТВ103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток на оваа фреквенција во рок од 2 часа, ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии. Чао!